Здраво, ова е 145-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Каджилионер на Миранда Јули, во кој станува збор за Олд Долио, глумена од Еван Рејчел Вуд, девојка чишто живот се менува кога незините родители криминалци ќе повикаат аутсайдерка да се приклучи на нивните проневери и измами во подготовка на предстојниот голем грабеж. Уште од првите кадри се забележуваат превртливите практики со кои функционира ова дисфункционално семејство, кое преживува со помош на ситни кражби. Тие живеат во поранешна канцеларија, во која што истекува пена и се принудени да соберат пари за да го платат за останатиот долг за кирија, оспротивно ќе бидат исфрлени на улица. Тие одлучуваат дека ќе ја измамат авиокомпанијата, обидувајќи се врз основа на загубениот багаж, да ги добијат парите за подмирување на нивните сметки. Меѓутоа, насреде оваа заврзлама, родителите, глумени од одличните Ричард Дженкинс и Дебра Вингер, се сретнуваат со Мелани, глумена од Джина Родригес, која се согласува да им помогне во комплетирање на криминогените активности. Незиниот влез во потесниот круг на семејството раѓа љубомора кај Олд Долио, која најпрвен се противи на незиното приклучување, но во текот на филмот се развива пријателство помеѓу нив, што ќе прерасне во многу повеќе од тоа, што Мелани се обиде да ја запознае подобро Олд Долио, согледувајќи дека од мала возраст иземено било правото да има безгрижно детство. Несомнено дека ликовите од семејството наликуваат не баре се составен дел од лудиот универзум на Тод Солонц и Джим Хоскинс, меѓутоа зададена им е функцијата која ја имаат родителите и децата во Paper Moon, Shoplifters и Parasite, односно да преживуваат паразитирајќи на грбот на имотните, прехранувајќи се со нивните трошки кои тие ќе ги украдат незабележително. Затоа, во тривијалниот пролог се запознаваме со нивните опортунистички колоквијални постапки и манири. Олд Долио со незината перика и широка облека дава јасни индикации со кои има тенденции да ја држи околината што е можно подалеку од себе си, образувајќи го овој незин штит под маската, а незините родители во секој потфат гледаат можност за збогатување и искористување на туѓата наклонетост. Таа на свој очудувачки начин се бори за својата независност, исто како што филмот се обидува на својствен начин да проговори за проблемите на злоупотребата, сиромаштијата, бедата и негрижата. Таа не е порасната во училишниот систем со нужна социализација, туку со видување на светот низ родителската призма кои не баш секогаш се применливи. Ќерката сака да биде ќерка, да се социализира, да воспостави некаква поврзаност со светот наоколу, не само со родителите кои ја имаат изгубено довербата. Само кога Миранда ќе ја одвои Олд Долио од родителите, ќе може да започне систематското стекнување на независност кај неа и покрај невидливиот оков кој го носи со себе. Ова е дело за себеспознание во кое Еван Рејчел одлично оглуми резигнираниот лик, до кој објективот секогаш му приоѓа со дистанца и постепено се доближува, како се осознава себе си и светот наоколу, кој знае да биде доста надреален, кога земјотресите ќе ја демонстрираат нивната јачина. Бунтовноста доаѓа на површина и светогледот на родителите не кореспондира со незиниот нарав, кој бара механизам за излевање на разнообразните мненија и импулси. Coming of age чинителите се деривативна одредница на оваа трагикомедија, затоа што родителите ја програмирале на аболиција на мисла, но индивидуалниот порив бара излез за понирање. Композиторот на Минари и The Last Black Man in San Francisco, Емил Мосери, се поигрува со богат призвук, кај кој доминира елегична симфониска свита и амбиентална музика, сведена во некаков дрим-поп сензибилитет и бит, подхранет со милозвучни секвенции на синтесайзер. Кинематограферот на Чип Трил, Себастијан Винтеро, во последните неколку години се препушти на снимање на видеоспотови за музичарите и секако дека неколку од сензационалистичките визуализации ги вметна и во филмот, конкретно во прекрасната сцена кај што Еван Рејчел Вуд ја танцува надвор од своето тело фрустрацијата на ликот. Снима на дневно светло и се обидува да експонира што е можно поголем дел од продукцијскиот дизајн, затоа што тоа што него говорат ликовите низ репликите се исцртува на домовите во кои што живеат, во широки планови, не баре сме антрополози кои сведочиме за постоењето на една племенска заедница која живее во маргините на Лос Анџелес.
Монтажерката на Unicorn Store, Дженифер Вачиарело, се потруди да ги избалансира суопарниот хумор со трагичните аспекти, да задржи дел од бизарноста на невообичаените ликови, а при тоа да ги експонира нивните недостатоци на површина и да допре до човечката природа на здобиените душевни лузни. Оваа комбинаторика може да биде одбивна за голем број на гледачи затоа што содржи и киселост, и горчина, сладок и солен вкус во едно, па бара гледач кој има отворен поглед на оваа турлитава на емоционални состојби. Режисерката Миранда Јули најчесто ја зазема главната улога во низините филмови, како што беше случајот во Me and You and Everyone We Know и The Future, филмови кои доста високо котираа на пазарот на независниот артхаус филм во САД, создавајќи архетип на филмови кои беа миленици на Санденс, кај што и Каџилионер ја наоѓа својата примена. Главниот фокус на незините филмови го става на камерната екипа која ја составува заедницата или парот, кој е во преден план и се обидува да ја пронајде хуманата димензија во аутсайдерите на маргините на општеството, од кои секој од нив има своји чудни навики, но наоѓаат начин како да функционираат еден покрај друг. Незиниот најнов филм по Санденс играше на француските фестивали од Дови и Етранж и потоа беше прикажан во Цирих, Хамбург, Лондон, Гент. А на Пурна и План Б се продукцијските куќи кои стојат зад овој филм, кои го дистрибуираат Фокус во киносалите и Universal ширум светот. Филмот е мал, тивок, кој нема да направи големи бранувања на светската филмска сцена, па затоа и беше прикажан на селективни фестивали по премиерата, заобиколувајќи ги европските фестивали од оваа категорија. Филмот е близок до сензибилитетот на американскиот независен филм и потешко е таа визуализација да продре ширум светот. Драмедија со криминалистички и coming of age елементи, предводени од маргинализирани ликови, наликувајќи на корпусот на атипични протагонисти на Хаскинс и Солонс, на кои им е неудобно во собственото тело, кои со помош на криминалните чинодействија се обидуваат да преживеат ден за ден. Низ текот на творбата се запознаваме подобро со нивните фалични карактери, истекнати животни навики од кои не можат да се отклонат, затоа што цел живот се измамници, кои бесрамно крадат од секого и сешто, релативизирајќи ја моралната одговорност. Меѓутоа, дури и жртвите на собствените избори заслужуваат еден добар ден под сонцето, жртви кои општеството има заборавено дека постојат. Филм за последиците на родителувањето и потребата за поврзување со светот. Ако морам да го еволуирам, тогаш Каџилионер од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 145-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте во видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и познатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!